Поштовани, ве поздравувам сите кои што во моментов сте на програмата на Канал 5 и следите Здраво Македонија. И ве поканам да го проследите и разговорот кој што ни следува во продолжение со доктор Валентина Ставреска-Ливринска, која што е педијатар. И со неа ќе зборуваме дали и кога треба да земаат децата пробиотици пред одмор. Докторке, добро утро. Добро утро. За прв пат сме кај вас во вашата ординација, но верувам дека доста често ќе се дружиме во Здраво Македонија. Сакаме да ги слушнеме и вашите совети и препораки, особено кога станува збор за педијатар и сето она кое што ви имате да го споделите. Така, благодарам на поканата. Добар ден на сите гледачи, се надевам на добра дружба. Да, се разбира. Ќе започнеме од тоа дали е препорачливо децата да земаат пробиотици превентивно пред патување или одмор. Така. Не секое дете, не секое здраво дете и не се пред секое патување треба да зема пробиотик. Значи, сепак има одредени ситуации кога не само што е добро, туку и пожелно да се примаат пробиотска терапија, значи пред патување, и тоа се неколку ситуации. Значи, се работи за мали дечиња, новороденчиња, доенчиња во првата година од животот и секако малите дечиња од 2-3 годишна возраст, значи предшколска доба, кои што се понежни со здравието, понежно стомаче, дечиња кои што неодамна примале антибиотска терапија поради одредени причини, дечиња кои што во анамнезата добиваме податок дека и при претходни патувања имале течни столици, односно диарија, дечиња кои што одат во градинка и што често страдаат од стомачни вируси, така да тоа е популација која што треба да се покрие со пробиотска терапија и поготово ако се патува во други земи. Значи имаме високоризични земи каде што постои висок ризик од развивање на гастроентероколитиси, односно стомачни вирусни инфекти. Тоа се секако подалечни ако се патува во Африка, ако се патува во дел од земите во Јужна, Југоисточна Азија, кои што секако бараат профилакса, односно превентивно давање на пробиотска терапија. И кога да се започне? Значи, треба да се започне една недела, идеално би било 7 дена пред да се појде на патување, терапијата да трае со пробиотикот во тек на престојот и секако неколку дена после враќањето од патувањето. Да, можеме ли да објасниме кои се главните придобивки од пробиотиците кај деца при промена на средина, храна, вода, клима? Така, да. Секако има многу бенефити, меѓутоа нема пробиотски препарат кој што нели делува на се добро и кој што ги лечи сите болести, сепак зависи нели од видот на пробиотикот, од возраста на детето, од бројот на колонии и така натаму. Во принцип, бенефитот, да, често го врзуваме со дигестивниот систем, подобрува во варење на храната, значи ќе подобри, ќе намали надуеност, ќе подобри стомачната нелагодност. Ја спремаме практично цревната флора да биде подготвена за контакт со нова средина, нели нови видови на храна се пробуваат, сепак се пробува вода која што е поинаква од она на која нели било научено детенцето, односно неговото стомаче, така да на некој начин превенираме патничка диарија. И сега кога збориме за патничка диарија, тоа е посебен тип на нели на терминологија, кога дечињата страдаат од течни воденасти столици што се водат првите 3 до 5 дена од патувањето, секако траат исто неколку дена, 3-4 максимум до 5 дена, меѓутоа со оглед на вулнерабилноста на дечињата и нели нивниот брз практично метаболизам, многу се склони на брза дехидратација. За да не се доведеме во таква ситуација, убаво е да се покриеме со пробиотска терапија. И уште еден момент друг, не делува само нели како бенефит пробиотскиот третман на дигестивниот систем, си има свое делување на имунолошкиот систем, значи го зајакнува имунитетот, односно имуномодулација прави. Во поново време пронајдено дека пробиотиците делуваат дури на синтеза на витамини, значи добар дел од витамините, витамин К, филокинон, фолна киселина, B12 витамини и уште некои од Б групата на витамини се создаваат дел од нив во дигестивниот систем под дејство на добрите бактерии или цревната флора и секако по најновите истражувања дури делува и на невролошкиот систем, значи дел од невротрансмитерите, особено серотонинот, дури 90% докажано дека од серотонинот, значи како познат како хормон за добро расположение, се синтетизира во дигестивниот систем, практично пак под дејство на нели добрите бактерии и бактериската флора. Така да големи бенефити од таквиот третман. Да, доста интересни информации споделивте со нашите гледачи. Кажете ни како да се избере соодветен пробиотик за деца? Да, ето е го прашање зашто пазарот е преплавен со широка палета на пробиотици. Ја мислам секоја втора или трета фармацевтска компанија веќе произведе свој пробиотик и е малце тешко да се одбере вистинскиот. Во принцип, што треба за еден добар антибиотик? Значи треба да е на пазарот подолго време, значи да се земе од производител кој што е долго време на пазарот и кој што има нели научни студии во однос на своите препарати, да биде пробиотик кој што нели е деклариран, значи кој сој на бактерија го содржи,
да може да се дозира според возраста и секако да е наменет за дечиња. Уште еден момент исто, значи пробиотиците добро е да се лиофилизирани. Значи тоа се некој вид на посебен технолошки процес кога се некако подсушени, значи водата им е извадена за да можат добро да ја поминат желудочната бариера, зашто пробиотиците се реално живи бактерии. Кога ќе дојдат во дигестивниот систем, уште во устната празнина под дејство на милаза се разложуваат, во дигестивниот систем, тоест во желудникот под дејство на желудочна киселина се десетковани, значи многу се намалени и со процес на лиофилизација едноставно се одминува таа гастрична бариера, значи се практично да преживаат и да дојдат до таргет органите, тенко и дебело црево, каде што ќе се колонизираат и нели тоа им е таргет орган, таму ќе си направат бенефити. Во однос на, секако многу интересно, во однос на соевите, значи има неколку типа, за децата се најистражувани, најпрепорачливи, лактобацилус рамнозус или LGG пробиотик и бифидобактериум. Има и други бактерии, меѓутоа овие се најпрепорачливи за дечиња. Исто зависи од соевите, значи од количината на колонии што ги имаат во една доза. За дечиња е препорачливо да има од 1 до повеќе од 5, значи до 10 милиарди колонии, што тоа значи. Ако ги даваме превентивно, 1 милиарда значи бактерии, односно колонии во една доза е сосема доволно. Меѓутоа ако имаме терапевски третман, значи сепак треба да се над 5 милиони колонии и се тоа е многу збунувачко за нели за мајки како ќе се одбере, сепак да му веруваме на производителот. Реално оние пробиотици што се наменети за доенчиња се во форма на капки, приспособени се со дозата, со содржината, нели точно за малите дечиња. За малце поголемите дечиња имаме прашкасти форми, исто така приспособени нели за нивната возраст, за поголемите дечиња дури жвакачки таблетки, така да се верува на производителот, само да се внимава на дозата. Да, на производителот и да се слушаат, се разбира, докторите. Така е. Да, може ли само на самиот крај да ни кажете дали постојат ситуации кога пробиотиците не се препорачуваат? Значи пробиотиците се живи бактерии и сепак треба да се внимава нели во однос на тоа кога ги даваме. Во принцип треба да сме многу внимателни кај дечиња со сериозни тешки здравствени состојби, дечиња со намален имунитет, дечиња кои што се под имуносупресивна терапија, дечиња кои што се под хемотерапија, внимателно поготово кај прематурни дечиња во првите недели од животот, сепак за тоа ќе одлучи или неонатолог, и евентуално значи дечиња кои што можеби развиле на претходното давање на пробиотски препарат одредена нелагодност, алергија на некоја компонента, адитиви, конзерванси, сепак се додаваат дури во некој може и траги од млеко да има, така да ако се пројави индивидуална неосетливост, односно неподносливост на препаратчето, треба да не се дава тој препарат. Одлично, доктор, ќе ви благодарам многу за овој убав разговор. Верувам дека споделивме навистина корисни совети за сите родители кои што не знаат што да прават кога станува збор за пробиотиците, особено пред да одат со своите дечиња на одмор. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас на поканата.